Добар ден, се надевам дека сте подготвени за ова денешно издание на Црвена линија, во кое главно учество ќе имате токму вие, како и секое издание. А што треба да се направи за оние кои што досега не се вклучиле во Црвена линија? 023076677 е телефонскиот број кој што треба да го завртите и да се вклучите во денешната дискусија. А зашто тоа ќе зборуваме денес? Фантомска демократија во Македонија. На 27 април 2017 година маскирани лица влегоа во собранието на Република Македонија. Вчера, 5 јули 2022 година, лица со фантомки го нападнаа полицискиот кордон пред собранието. Зошто овие луѓе го кријат идентитетот ако доаѓаат на мирни протести? Црвена линија ве прашува и има ли право полицијата да примени сила во вакви ситуации? Се разбира, оно што сакаме да го слушаме е вашиот став и мислење. Задолжително, кога ќе го завртите телефонскиот број 023076677, намалете го тонот на ТВ приемникот, зборувајте преку слушалка и секако не заборавајте, ќе ве потсетам да не следите и на социјалните мрежи. Се разбира да следете на Facebook, Црвена линија, потоа на Twitter, таму можете да коментирате, шернувате и лајкнувате, а ако сте на Instagram, тогаш задолжително посакуваме да одговорите на нашите анкети. Денешната гласи вака. Дали маскирани лица се вистински одговор на маскираниот бугарски предлог? Ова ве прашува Црвена линија, ви одговарате со да и не и секако како што впрочем постојано правиме, некаде по рекламите ќе ги објавиме резултатите од оваа денешна анкета. А да не должам јас, многу време е да го вклучиме и првиот гледач во ова денешно издание на Црвена линија. Добар ден. Да, добар ден. Секој е добро. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Поздрав и до вас. Прво, овој наслов што ви оставен е многу осетлив, така да искрено да ви кажам, јас сум 30 годишен работник во МВР и овие ситуации јас ги познавам и ги знам. Овие лица кои што викате таму биле маскирани, тоа маскирањето не е ништо друго, туку скривање на ликот да се видат кои луѓе се. Прво и основно да ви кажам најсериозно. Овие сите кои се во сега на некој начин приведени и за одговорност во поглед на сношниот ситуација, имamo малолетни деца. Прво да се запрашаат родителите нивни, кај му е да одат децата нивни. Пошто вчера сите вести кажате вие до 15 години биле сите кои нападнале кордон на полицијата. Искрено да ви кажам, мене не да ми е криво и тешко, затоа што 47 повредени полицајци, 11 приведени од нивна страна. Не е тоа. Полицајецот не напаѓа. Видовте дека нема ниеден повреден од страна на протестантите. Али јас ќе го повикам МВР поткитно да ги изведи хермелините, слободени топови и други кои што се наменети за таква работа, да ги растерува без да бидат повредени лица како што се полицајците. И благодарам многу. Ви благодариме и ние од Црвена линија и го пробивте мразот и бевте првиот гледач кој го вклучивме во оваа денешна дискусија. За оние кои што подоцна се вклучија, ќе потсетиме денес, ве прашуваме најнапред ќе почнам вака. Значи, зборуваме за тоа дека најведом имаме и фантомска демократија во Македонија. На 27 април ќе ве потсетиме 2017 година маскирани лица влегоа во собранието на Република Македонија. А вчера на 5 јули 2022 година лица со фантомки го нападнаа полицискиот кордон пред собранието. Она што ве прашува денес Црвена линија, зошто овие луѓе го кријат идентитетот ако веќе нели се дел од мирни протести? Меѓу другото, има ли право според вас полицијата да примени сила во вакви случаи? Нема да заборавиме, се разбира и оној кој што ќе се вклучи во Црвена линија, да го прашаме и на нашето денешно анкетно прашање, дали маскирани лица се вистински одговор на маскираниот бугарски предлог. Вклучуваме нов гледач. Добар ден. Се надевам дека се слушаме. Добар ден, Црвена линија. Затоа што нема демократија, режим, невидена диктатура, никаква демократија.
знаат како има демократија во Запад, многу кажуваат дека и таму корупција, исто полицијата. Полицијата во Запад не смее да крени рака на демонстрант, на протестант. Да го може да го неспособи да го приведе. Не смее никако насилство да примени. Знаете ли, не знаат? Значи никако овде е невиден партиски режим, диктатура. Како тајно прават, подпишуваат? Минимум 50% од народот во секој поголем град треба да има исти, нормално мирни, ама континуирано. Не смеат тие да му се дозволи да влезат во владата да подпишуваат ништо. А еве да ве прашаме дали маскирани... Од секаде се блокира. Еве и да ве искористам да прашаме на анкетното прашање дали маскирани лица се вистински одговор на маскираниот бугарски предлог. И тоа како? И тоа како? И, значи, кажа, режим до сега невиден. Предходниот беше до некоја мера. Ова е невиден, таен, подмукол, монструозен. Значи, тие не би... Ова држава може да ја порави некој, да ја среди до 2 години најмногу, што живеел во Запад, да живеел, родители, домаќини, финансиски добростоечки да е, да има осет душа за поколение, за минато, да ги сака најмногу децата. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Внимавајте на тајмер од 90 секунди е време трајање на секое излагање на оној кој што ќе се вклучи во оваа денешна дискусија. И еве, напомена повторно, многу е важно да се намали тонот на ТВ приемникот. Зборувајте исклучиво преку слушалка. Добар ден за следниот гледач. Се надевам дека се слушаме. Црвена линија. Добар ден. Добар ден, секој добро, вие сте во Црвена линија. Јас сакам да кажам неколку збора. Повелете. За Македонија. Да се среди хитно ситуацијата со колите, со нечистотијата, со воздухот, дека многу да власта да припази еве ќе признам, јас сум во криза, но не моќем, но ми представува проблем. Помини по улица, коли, еден куп, не можам да поминам, па пешачки премин, па семафори, па многу гужви, ми изгледа ко цивилизација. Јас сум староселелец, што не можам да прифатам вака, не можам. И многу луѓе, многу се туркат. Например, да чекаш пред банка, пред комерцијална банка, треба половина сат луѓе да чекаш. Ајде сега се исклучи гледачот. Добро, внимавајте секако 90 секунди и она што еве налагам јас е да се држиме до темата. Она за што зборуваме е насловот на денешното издание на Црвена линија "Фантомска демократија во Македонија". И она што ве прашуваме е зошто овие луѓе го кријат идентитетот ако доаѓаат на мирни протести и дали сметате дека полицијата треба да примени сила во вакви случаи. Да видиме што ќе ни каже следниот гледач во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Значи, полицијата е плаќа народот. Имавме вакви немири и порано, меѓутоа немаше вакви напади од полицијата. Полицијата треба да си има ингеренции до каде може, до каде не може. Ти да малтретираш, како што видовме, таму има малолетники, друг господин, млад, тоа е ван сите, не знам, прописи да кажам. Тоа може, тој сега треба малку да иде, треба малку да се искритикува, затоа што не може така полиција што народ плаќа, народот си дошол нормално. Тие што се кријат со качулките, треба меѓутоа немаат храброст полицијата или не смеат да им ги откријат лицата, затоа што им е наредено и знаат кои се и што се и од каде се. За да они провоцираат и прават немири, не виниот народ да изреагира како што некој може не може да се воздржи да изреагира. Значи ова е катастрофа за полицијата и за МВР. Значи МВР не смее вакво нешто да дозволи. Прави што ќе прави, сила никако. Може да приведеш, да направиш, али сила никако. Ова е невидена срамота за оваа фантом, ние сме више фантомска и држава.
И све сме кај нас, све се иде на тој начин на фантомски. Ништо три немаш откриени карти. Тој народ што протестира не се крие, нема качулка и се. И многу е јасно све што се прави и што сака да се направи. Значи вакво нешто, ова е нонсенс во Европа. Бе, каква е Европа? Мада и Европа има пуно. 90 секунди, внимавајте на тајмерот. Големо благодарам што цениме го искажавте вашиот став и мислење. Телефонот звони и преминуваме на нов став од нов гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, црвена линија. Може ли? Може, секако, црвена линија. Добар ден. Па ја ве слушам, не знам. Јас ве слушам одлично и Видете гледачите вака. на црвена линија. Лицата што беа во фантомки, тие лица се од Оливер Спасовски и од Зоран Заев, уклучени во таа толпа. Тоа ВМРО не смее да го направи, нити па го праве. Тие се намерно вметнати таму, инаку кордонот од полиција што е, тие се членови на СДС, кои порано беа во Алфите, сега се одвоени од СДС и од ДУИ. Значи сака да ја оцрнат партијата Левица и ВМРО. Тоа е гарантиран по глава. Значи не во проценти, во 1000%. Значи уште еднаш, со фантомките беа луѓе на Оливер Спасовски и на Зоран Заев, за да направат се повеќе штета, некако да ја оцрнат партијата ВМРО ДПМН. Значи тоа е факт, тоа го знаат и децата мали, дека тоа наметнато максус од Оливер Спасовски. Уште едно прашање до вас, дали маскираните лица се вистински одговор на маскираниот бугарски предлог, да или не? Дали ви имаме на линија се уште? Види вака сега. Да или не? Тие луѓе, уште еднаш ќе речам. Благодарам, цениме што се вклучивте во црвена линија. Значи, оние кои што ќе се вклучат понатаму во дискусијата, и да знаете и вас ќе ве прашаме на нашето денешно анкетно прашање, онака како што ги прашуваме сите оние кои што не следат на Инстаграм. Ако не сте го направиле тоа, направете го и гласајте на нашата Инстаграм анкета. Веднаш одиме со нов гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро, црвена линија. Поздрав до емисијата и до вас. Голем поздрав и до вас. Вака кратко ќе прокоментирам за темата. Навистина лично го осудувам ова насилство и сметам дека секој треба да го осуди се тоа што се случуваше, но оваа држава навистина ни треба такво нешто. Според мене никој таму не е излезе за државни интереси. Сметам дека тоа е насилство предвидено од анти-ЕУ, некои руски инсталации во државава. Значи, нормално, демократско право е да се протестира, слободно нека се протестираат и вечера, но само нека не се прави нереди. Особено ништо не име крива полицијата, која што нели само се врши својата работа, својата должност и задача. И сметам дека секој кој што мисли добро на оваа држава треба да даде поддршка за да одиме сите напред. А на анкетното прашање дали маскирани лица се вистински одговор на маскираниот бугарски предлог? Мојот одговор е не. Во никој случај маскирани лица не треба да се одговор на бугарскиот предлог. Добро, имате уште секунди, дали тоа Тоа е би бил... мојот коментар. Добро, секако ви благодарам што се вклучивте во црвена линија и ве топло советувам останете до крај да ги слушнете мислењата и на останатите кои што ќе се вклучат во оваа денешна дискусија. Продолжуваме со нов гледач. Добар ден од црвена линија. Здраво. Здраво, секој е добро, црвена линија, добро се слушаме, тоа е најважно. Благодарам. Па вака сега, фантомска демократија и викаат фантомски луѓе. Значи, во е поставено прашањето, во и одговорот. Значи, кога ти не кажеш со што ќе ми ја продадеш мене душата, како ја да изигравам сега, цвеќе за мирисање или да бидам? Значи, самата власт не ни ги каже тие преговори, договори што ги правила. Значи, ми мести нешто што кажеше ќе изгорам ја, како македонец. Иначе, јас не ги оправдувам овие типовите со маските. Тоа не е одговор. Тоа баш напротив иде на ние што сме протестувачите, бидејќи ја идам секој ден на протести.
ни штети на нас обичните, значи мирните, поштените луѓе што сакаат да го искажат својот гнев. Ја мислам дека убаво рече еден Оливер Спасовски ги генерира тие работи. Еве разбрав некој склад, таму бил оплячкани некои работи. Ја мислам дека складот не е оплячкан, туку мислам дека лично Оливер Спасовски со неговото раче им ја отворил вратата да земат тоа што треба да земат, да направат молотови коктели и такви работи. Тие се провокатори, значи што доаѓаат пратени од самата власт. Само да ги ослабат протестите, за да можат луѓе, за да ги натераат луѓето да се повлечат, да речат доста беше вчера, не можам да идам, се уморим, не сакам да. Благодарам и вам за вклучувањето во црвена линија. Не заборавајте, 90 секунди се објавува тајмерот, мерете го времето на вашето излагање. Да не должам јас, да слушнеме што ќе ни открие новиот гледач. Добар ден. Дали се слушаме, намален е тонот на ТВ приемникот? Добар ден. Добар ден, убаво ве слушам, црвена линија. Ало. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Ало. Дали се слушаме, црвена линија? Вие сте во програма, намалете го тонот на ТВ приемникот. Ало. Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија, повелете. Па не се слуша многу. Ние ве слушаме, продолжете. Ете, не е намален тонот на ТВ приемникот. Тоа е она што зборуваме постојано. Нема никаков тон. Одиме друг гледач на линија. Имаме. Добар ден, дали се слушаме? Ало. Добро. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро, црвена линија. Вака, сакам да кажам, вашите гледачи, да кажам слушатели, цело време инсистира дека нешто, тоа е све нешто наместено. Доколку е наместено? Зошто сите тие останати протестанти што протестираат, зошто не се тргнат настрана едноставно од нив? Па нека протестираат на страна. Меѓутоа тие се кријат за тие со качунки, бидејќи тие се едно, тие се поврзани едни со други. И доколку се тие малолетни што бараат таму, што била полицијата да интервенира на малолетни деца. Па на кого да интервенира ако тие мава тутираат на полицијата? Зошто се тие платени? Тие ги плаќаат за некој да биде биен? Не. Јас мислам малу е. Доколку се тие од Спасовски, ево да кажам нека се од Спасовски. Слободно Спасовски нека си ги пушти, нека си ги бие своите членови. Ако мислите дека е така. Меѓутоа јас не мислам дека е така. Знам дека се сите тие од другата страна. Не дека се од страна на СДС, туку од страна на Левица и на ВМРО да помане. Еве на анкетното прашање, дали маскираните лица се вистински одговор на маскираниот бугарски предлог? Како? Не ве слушам, извинете. На анкетното прашање, дали маскираните лица се вистински одговор на маскираниот бугарски предлог, да или не? Да. Да, е вашиот одговор. Благодарам многу. Останете секако да не следите до крај. Ќе одиме повторно со гледач. Драго ми е дека ви имаме голем број да слушаме што ќе каже новиот гледач. Црвена линија, добар ден. Ало, добар ден. Убаво ве слушам, се надевам дека се е окей, па повелете. Во синоќешната емисија на една друга телевизија, господинот Пандов кажа дека прекчера луѓето што биле пред владата биле под негова контрола. Сега и таму видовме луѓе со маски и облечени со црни мајици. Сега го поставувам прашањето. Ако овие се провокатори, пазете, јас луѓе што ме слушаат, што се јавам, знаат што сум работил. Ако овие се провокатори со маскиве, каде се контролорите од организаторот на протестот да ги анулираат, да ги тргнат, сакам да прашам? Зошто самата маса не земе да се само заштити од провокаторите? Ако се провокатори на Оливер Спасовски, сакам да прашам. Зошто ги штитева вчера пред собрание истите овие со маски, кога полицијата тргна на нив? Зошто ја нападнаа брзата помош, која сакаше да ги пренесе повредените полицајци, луѓе без маски, сакам да прашам исто. Нели, овие се провокаторите на Оливер со маските, а тие без маски што удираа по брзата помош, чиви беа, сакам да прашам?
Значи, видете, мене општо познато добро ми работава со маските и кои, зошто и како. Но ние не можеме да сватиме реалноста, дека од денескот сабаља тие беа бугари со маските, па са искочи дека се провокатори. Благодарам, го цениме вашето мислење и тоа што го споделивте во Црвена линија. А сега одиме со нов гледач. Добар ден. Се надевам дека се слушаме. Добар ден, Црвена линија. Да, се слушаме. Одлично, повелете. Имам само едно прашање. Слушаме на телевизија, има 47 полицајци повредени, така? 47, да. Да. Колку има цивили повредени? Не знаеме, тоа не е јавно објавено. Тоа не е јавно објавено. Еве, јас ќе ви покажам. Продолжете да не ви одземам од времето. Кој е вашиот став, еве, во однос на темата денес во Црвена линија? Се сложувам за секој да протестира на мирен начин. Али не се сложувам едни да бидат повредени, а истите тие да бидат и осудувани. Ако полицајците се повредени, значи имало причина за да се бранат. Така да мислам дека излишно е да се зборува повеќе. Еве, како го коментирате присуството на маскирани лица во фантомки? Маскираните лица во фантомки, исто како на 27 април што беше, беа сите од партијата што протестира, па мислам дека и сега се. Нема тука нити бугарско, така, нити руско. и еве на анкетното прашање дали маскираните лица се одговор на маскираниот бугарски предлог? Не мислам така, воопшто не мислам така. Добро, благодарам тогаш што се вклучивте во Црвена линија. А јас сега само ќе ве потсетам на telma.com.mk. Со оглед на тоа што говореше нашата предмалку гледачка, значи насловот е од МВР повредени 47 полицајци, двајца сериозно, има и приведени. Свештеник се обиде да ги смирува демонстрантите и полицајците. Доколку сакате да дознаете повеќе, telma.com.mk, а времето во Црвена линија овој пат ќе го одвоиме само за вас, гледачите. Добар ден за следниот. Ало? Добар ден, Црвена линија. Ало? Да, ве слушам, Црвена линија, добар ден. Еде, така. Одлично, повелете. Вака сакав да кажам. И да ќе кажам тоа што треба да го кажам и што мислам да го кажам, затоа што ние сме народот и ние одиме таму и мораме да го освоиме тој нечовечки однос кон владата и кон сите тие што се таму во владата и што сакаат да ни го продадат нашиот идентитет и нашата Република Македонија и тие претходни, да речем, граѓани, машки што беа, тие се социјалдемократи и кажуваат нешто што нив им одговара. А дека тие качулките и тие други работи, тоа е све наместена работа од самата влада. И се тие платени луѓе. Ама ние тоа ќе го решиме за ден или два. Ќе фатиме двајца од тие со качулки, што од полицијата, зашто од нив не фати да ги спроведе и после да види некако доказ кој е и што е. А тоа ќе го направиме ние демонстрантите, ќе фатиме двајца, ќе ги спроведеме и ќе ги однесеме кај што треба да ги однесеме. Во јавната обвиница, директно тамо ќе ги однесеме за да тие кажат кој ги плаќа и зашто ги плаќа и зашто се тие А на анкетното прашање вашиот одговор? Да го уништат протоколот како што треба нашиот. Добро, благодарам. Цениме што се вклучивте во Црвена линија. Значи, ја користиме можноста да ве прашаме и вас, кои што се вклучувате телефонски, да ни одговорите на анкетното прашање, кое што за денес гласи дали маскирани лица се вистински одговор на маскираниот бугарски предлог. Одговарате со да и не, а оние кои што еве не успеа нели да одговорат кога ги прашуваме во Црвена линија, заследете на Инстаграм секако и дадете го вашиот одговор на денешната анкета. Да слушнеме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Намален ли е тонот на ТВ приемникот? Верувам дека да. Добар ден, Црвена линија.
Ало? Добар ден, црвена линија, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, секој е добро, повелете. Видете, ова емисија што вие сега, моментално, сите овие големи патриоти сами се асимилира на времето, сите земаа пасоши и сите земаа државјанство бугарско. Па не треба бугарите да ги асимилира. Они сами се асимилира. И сега се прават големи патриоти, не ја бранат Македонија. Не, тие ја предаваат Македонија. А полицијата е должност да ги чува сите интереси на државата и секој еден гледач слушав дека во Европа, Америка или било каде, да посегнеш на полицаец, сместо гинеш. Така да полицијата треба да тепа, да чува сите витални интереси. Без говор на насилство, но што сакам да ве прашаме дали маскирани лица се вистински одговор на маскираниот бугарски предлог, да или не? Маскираните лица беа и на 27-ми, така да тие сите се нивни членови, нема ништо тоа со бугарство. Добро, ќе додадете уште нешто, имате уште 28 секунди. Па нема што да дадам, ја ви кажам. Сите овие големи патриоти што се прават, што ја чуваат државата кога ги ја чуваат, уствари тие сами се асимилираат и сами зедоа државјанство на времето и со пасоши и коли регистрираат. Добро, ќе потсетам дека токму вчера за тоа зборувавме, поточно зборувавме за тоа дали луѓето кои што имаат јавни функции, пратеници, треба да имаат двојни државјанства. А ние сега малку ќе одиме и кај Твитер заедницата, бидејќи таму на големо се коментираше, па еве, ќе започнеме со она што е постирано на Твитер од профилот на Црвена младина. Сега ќе може да видите и со фотографии се разбира Црвена младина на барикадите, а еве ќе ви покажам и како одговори на овој твит на Данабаш син му. Прашува, зошто маскирани? Ето, така изгледаше на Твитер ова што го издвоивме. А она што ќе издвоиме е секако и мислењето на следниот гледач, кој што верувам дека веќе го имаме на црвена линија. Добар ден! Дали се слушаме, црвена линија? Добро, јас ќе потсетам значи на 023076677, штом го завртите телефонскиот број на црвена линија, веднаш намалете го тонот на ТВ приемникот, за да ни биде јасно или постојано да велам добар ден и добар ден. Добар ден, добар ден. Одлично се слушаме, повелете црвена линија. Дали мене ме слушате? Да, одлично, повелете. Вака сега, ние вас не ве слушаме, кај мене е намален телевизорот, меѓутоа ние вас не ве слушаме. Не се милиони овие слушатели што се исклучуваат несакајќи. Ние вашиот глас никако не го слушаме. Добро, што ќе кажете на темата? Абе сега ќе кажам, веднаш ќе ви одговорам на прашањето прво што прашавте, дали е соодветно дали маскирани лица се вистински одговор? На маскираната платформа. Ако се тие од народот македонски, оправдано е. А ако се од душманите македонски, не е оправдано, затоа што полицијата не е за напаѓање. Полицијата е за помагање, а не за напаѓање, пошто тие се платени да бранат државата. Меѓутоа, лошо е што тие, некои од нив и прават штета на државата и од полицијата. Затоа ќе речам да не се тие што прошетаа низ Тетово така маскирани, да не повикнаа од там некој за припомош така да се направи душмански работи на народот и на државата. Меѓутоа, кај нас е толку лошо сега. Еве, емисии и јадници вакви контактни, ние вртиме како будали по цел ден да кажеме да спасиме државата, меѓутоа како да е се џабе, како да и овој душманино што владеја со Македонија и овој што е опозиционен кобајаги лидер како да си исти тие, како да си помагаат во растурањето на државата. Значи, од нив нема никој ни настрадано ни ништо, само обичниот човек да. Благодарам што се вклучивте во црвена линија, а еве ќе потсетам дека црвена линија воопшто не смета дека народот се лузери, туку напротив, токму поради тоа и постоиме, бидејќи црвена линија е местото каде што ќе се слушнат оние кои што можеби најмалку ги слушаме, а тоа се граѓаните, односно оние без кои нели државата не може. Ајде да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Ако не, добро, додека да се... Добар ден. Одлично ве слушам, се надевам и вие нас. Црвена линија, добар ден.
Намален ли е тонот на ТВ приемникот? Да, намален. Одлично, повелете. Добар ден. Добар ден, продолжете. Во црвена линија сте. Добро. Драга водителки, слушам ги луѓето возрастни, мајки, татковци, нели се срамат за сето тоа што зборот дека фантомките биле нивни луѓе. Па ги прашувам кој родител ќе го пуште своето дете в 16-15 годишно да оде да гине таму како фантомки. Така. Чудам се стварно на возрастни луѓе што ви се јавуваат на тоа, па тоа не иде олекува како луѓе, како мајки, како баби. Јас будала не сум, например, моето дете да си го пратам во Скопје да гине, без разлика дали е фантомка или може да биде па загинато од ВМРО што протестират. И многу сме чудни, да ти кажам, право македончето си против македончето. Срамота е тоа што се прави. Луѓето гледат да одеме напред, а они тоа па тоа протести. По мене, за сето ова стое членове на Апасиев и Мицковски. Па како сите држави и тука треба прво нив да ги... 90 секунди е времето, внимавајте на тајмерот. Ке го оставам ја Твитер малку настрана, бидејќи ви има во голем број, па еве да слушаме што ќе каже времето за новиот гледач. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушам, тоа е најважно, повелете. Да. Добро, сега можеме ние да нагаѓаме зашто луѓето, овие дечки, луѓе кои се таму со маски, со ова, со она, нормално дека имат некоја причина, или се испратени од некого, или не сакат да видат, пошто можеби ќе им смета во животот понатаму, пошто со овие луѓе и со ова држава никогаш не се знае, ама ми се чини дека е глупа тема сега, дали се фантоми или шо се и ова. Па не, ние еве сметаме дека сакаме да го слушаме одговорот зошто овие луѓе го кријат идентитетот ако доаѓаат на мирни протести и дали маскирани лица се вистински одговор на маскираниот бугарски предлог. Ви кажам, тоа може би не сакат да бидат видени сега. Ако има пријатели кои се од другата страна, да не им замерат. Или да утре други ден кога ќе вози со колата, па полицијата да го фати и за џабе да го казни. А има ли право полицијата да примени сила? Не мислам дека е некоја тема, да се зборува за сушноста на проблемот што е во Македонија моментално. За сушноста што е ова, дека Македонија треба да се крени цела на нозе, дека ова е катастрофа што се прави со Македонија. А дали се тие со фантомки или боси или голи, тоа не е толку битно. Најбитна работа е што ние, ако не се свестиме за кратко време, ќе немаме ни фантомки, ќе немаме ни Македонија, ќе немаме ни јазик, ни народ. Пријатно. Пријатно, го цениме вашето мислење, благодарам што се вклучивте во црвена линија. Дојде времето за реклами. По рекламите повторно со црвена линија, време е за читање на резултатите од Инстаграм анкетата. Ако не сте на заследете на Инстаграм црвена линија, а еве како гласа нашите следачи. Дали маскирани лица се вистински одговор на маскираниот бугарски предлог? Со не одговорија 73%, додека со да одговорија 27%. Не заборавајте да не следите на Инстаграм, секако на Твитер и Фејсбук, а еве ќе напоменам тука некаде пред крајот дека можете да не посетите и на телевизија Телма, профилот на Фејсбук, социјалната мрежа, каде што имавме вкупно 27 коментари. Се разбира, дискусијата помеѓу следачите ќе продолжи, а можете да се вклучите и таму, се разбира, со коментар, лајк или некакво споделување. Утре во истото време, нова тема, нова дискусија со вас. Ве препуштам на програмата на Телма телевизија. Информирајте се на telma.com.mk. Имајте прекрасно попладне. Се гледаме утре. Довидување.